Агонијата продолжува. Почнаа да ни се редат еврокомесари, останати пријатели, представеници, експерти, советници, хаос. А нашиот народ си чека и чека спас од сите овие европски пратеници, представници кои да се како што, мислам, како што гледам дека тие на крајот само си прават една екскурзија и ништо повеќе. Ние чекаме спас, а од оваа тапа ситуација спас нема. За нас нема, пријатели мои, спас. Телевизии, медиуми, шпекулирање, хаос е во главите на народот. Па смачени ме на сите. И на крајот се сведува на дипломатски изјави. Значи, многу ме нервира кога сите очекуваат дека сега е нешто конкретно, ќе се каже нешто битно, нешто ќе се случи од некој представник од овие што доаѓаат и на крајот некоја дипломатска изјава. Мислам, ќе дадат некој муабет од типот треба да се оформи влада. Вау, многу јако. Мислам, многу се изненадивме ние од Советот. Па чекај, ние го знаевме тоа дека треба да се состави влада од денот кога завршија изборите. Ти сега свати дека треба да се оформи влада? Што е тоа? Мислам, не можем да сватам. Се размислува што е тоа дипломатски говор, барав. Тоа е, мислам, на некој начин дипломатски говор е говор кој се кажува и да не се каже нема да смени многу, мислам, ова е на еден уличен жаргонски начин објаснето. Значи, дипломатски говор на некој начин е секој говор на Ѓорѓе Иванов. И да не се каже нема многу да смени. Тоа е говор од типот кога мајка ти рече еј жени се време ти е. Тоа е говор кој да се каже и да не се каже нема многу да смени, мислам. Како сега ти да дојдеш на пример од Шведска и да се шеташ низ улици да речеш на пример еј воздухот е загаден. Не треба да биде загаден. Да, и тоа е тоа. Не треба да биде. Мислам, тоа за нас е дипломатски говор. А тој пред да дојде, например, човекот кој што го очекуваме, 10 дена предходно, се најавува, сега ќе дојде, не знам, Ван дер Хајн од Амстердам, тој доаѓа специјално за загадениот воздух, ќе се сретне со Заев, со Груевски, со Ѓорѓе, со останати, со Али, со Таджи, со сите, за на крај да рече, например, да, загаден е воздухот. Па не доаѓа воопшто човече. Пушти СМС, не знам, сними се со мобилен, ќе го пуштиме по телевизија, готово. Мислам, па до душа и треба некој да дојде и да го каже ова. Ќе прашаш зошто? Па еве што туку добивме информација од општина Карпош, каде ни кажува дека загадениот воздух доаѓа од Косово. Како? Значи, треба да дојде некој експерт или европски пратеник и да дознае од каде доаѓаат PM10 частичките. Мислам, тој треба да одреди и да рече да, стварно така или не е така. Деновиве се одбележи и светскиот ден на воздухот. И еве, на некој начин Македонија придонесе за овој светски ден. Она што беше во учебниците сега се променува. И тоа го направи Македонија. Она што го пишуваше воздухот нема боја, вкус и мирис, имате повеќе видови на воздух сега низ Македонија. Имате капучино боја, еве, со кремасти елементи на врвовите. Имате друг бел воздух со млеко боја, а мирисот од ауспух до изгорена гума, исто така различни мириси на муфлосани ѓубриња запалени, но нашите општински татковци се грижат за воздухот. Мислам, ајде да видиме како. Ама едно по друго. Овде може да се забележи дека Коце оди пешки, да, чекори. А што си размислуваше Коце додека одеше по пат? Дај пушти да видиме. Што ме снимат сега, леле, уште по сабајле, па сега за воздух нешто ќе прашуваат. Ајде, нема врска, еве, со другарчињата сум дојден тука со ранчето, овој, исто и јактовка носам, ќе смислам нешто, ќе зборам таму за автобуси, нешто, дека патувам со автобус секој ден, здраво, здраво. Нормално со двојка на прва станица, по автокоманда живе, до градежен факултет, од градежените тука. Некојаш може да биде и на кај Соборна. Се видам утре дали можам со осмица се прекачам. Како смисли кој автобус каде и кога се прикачува цела линија, како ја алалда му е. Се гледа дека напамет му е научено. Нема шанси да патува со автобус, гарантирам. Вашата кола, Мерцедес, тука, шоферот ви е дојден со кола. Не. А ова е типична реакција на човек што е фатен во лага. Да, не, да. Брати уште еднаш? Шоферот ви е дојден со кола. Не. Да, не, да, не. И еве како се казнува возачот, со еден ден невозење на службената кола.
Драги пријатели, а и самите знаеме дека возење на службена кола не е многу наарно. Тргни го Диме, под казна, тој не сме да се појавува повеќе. Не постои кај нас мерка што може да ти извади од колата која испушта чат колку една просечна скара. А и си викаш, аман вече, деме како не возам јас со колата, почисти е воздухот, нема врска. Тоа е тоа мислење македонско. Пар, не пар, тоа за нас не значи ништо. Како пар, не пар? Јавен превоз за тебе ништо не значи освен ако не си пензионер. Велосипед, возење велосипед, најголемо понижување. Да возиш велосипед, нема навреда е тоа. А ова не е чат од автобус што во моментот го гледате. Ова е оџакот на Југохром. И најаки ми се старите кои тврдат, абе секогаш било така и порано се чадело, се не туку измислувајте вие младите, порано вака било. Порано било вака, а сега е вака. Исто е. 90% од дрвата се испосечени, пријатели мои. Овде 10 дрва, по 2 месеци таму зграда има и сместено 100 души, што цело време произведуваат ѓубре. Зграда со 4 влеза, значи пола источна и западна Македонија, тука вселени. Јеби га, кеш. Нема воздух, ама има кеш. Па сега тоа е тоа. Совети за тоа како да преживеете во град каде што воздухот е загаден, мислам, тоа е во секој град, освен во Пехчево, валјда, не е загаден. Овие совети ви ги даваме со нашиот експерт по здрав начин на живот, Валдо Бајрски. Здраво, Валдо! Здраво! Ајде, давај! Прво советот ни доаѓа од Битола. Еве, графит, каде што пишува, не дишете ако не морате да дишете. Графитот сака да каже дека не секогаш е потребно да се дише. На некој начин ова е совет. Ако не мораш, не диши. Добро. Да. Само ќе ви треба бугарски пасош за да се селите. Јас вадам бугарски пасоши. Мојот бројот е 075. Престани, Валдо. За друго те викнав. Одиме понатаму. Темата ни е воздух и како да преживееме во овие загадени времења. Воздухот е загаден само во зима. Не излегувајте од дома. Пример можете. Да гледате Драган Вучич. Среќни луѓе. Тоа да гледате. Добро, Валдо. Ете. Одличен совет до нашите граѓани. Ако имате пари, купете си боци со кислород, излезете на тераса со боцата кислород, нека цркнат комшиите. Маријан, да. Па не е убаво тоа така. Со комшиите. Не. Валдо, ова беше само пример. Еве можете да одите кај комшиите на гости да им го дишите воздухот што си го чуваат дома. Не, јас не одам кај комшиите. Зошто? Па не ме оставаат да пушам цигари дома, затоа. Аха, добро, Валдо. Дали имаш некој совет што сакаш да го споделиш за како да преживеат нашите граѓани во загаден град со загаден воздух? Не имам. Добро, ти благодарам на соработката, Валдо, исклучете го готово. А, драги наши гледачи, како што можете да видите дека нема многу начини како да се преживее во ова загадено време. Еве, телефоните ги отвараме, можете да ни звоните, да ни кажете некој совет, некоја идеја, да ни се исповедате, да поздравите некој. Што сакате? Ајде, повелете. Еве и телефонот. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, кој ни се јавува? Се јавувам за во емисија, сакам да поздравам. Да поздравите? Добро, ете, некој се јавува и да поздрави. Поздравете, кој сакате да поздравите? Да ја поздравам Тијана од Марибор, сакам. Тијана од Марибор. Од Марибор, Тијана. Добро, ете, поздрав од Тијана, ако не гледа, сигурен сум дека не гледа, али нема везе. Толку? Абре, јас сакам. Летово се најдовме на Порто Кацики во Грција. Таа беше сместена 2 били над мене во Левкада. Да? Јас со другарите, таја со другарките, ја гледам. Абе, како пасош од Европска Унија ја гледам. Аха, добро, да. И велам здраво, таа ме гледа и 5 дена само се гледавме. Аха, и на крајот што направивте? На крајот, на плажа двајцата направивме дворец од песок. Абе, да се чудат италијаните. Оти таму тој крај само италијанци одат, нема од нашите. Аха, да, и поскапо е. Да се сликат со твој дворецо, да се сликат. И сега се јавив кај вас да ја пријавам Тијана, дека ја сакам и дека сакам да се видам. Па добро, видете се. Оти веќе годините ми се дома не се седи. Аха. Една плата си земам. Добро. Месено ќе се снајдиме, 7-8 илјади ги прам. Аха.
Што се прекувремени до 9000 ми се берат. Гајле немате. И што сакате сега вие, не ве сваќам. Брак сакам, Маријан, сакам брак со Тијана. Сакам среќа, сакам љубов. Ја сакам Тијана, ја сакам. Добро, во ред. Не знам како ние можеме да ви помогнеме, али... Ало, да? не за љубов е ова, ало. Режија, сечи. Драги гледачи, ние сме све за љубов. Останете ми со здравје. Чао, чао. Се гледаме следната епизода.